Поздрав, драги мои, добродојдовте во уште едно мое ново видео. Јас сум Ивана, а денес со мене ќе присуствува во ова видео Давид. Ќе разговараме на една малку по-специфична тема, а тоа е тема за животот и парите, поточно како парите делуваат на денешниот живот. Така. Многу ми е мило што се нафати да снимаш со мене денеска. Нормално е срце како и увек што ти. И да започнеме од следново. Што мислиш ти на темата животот и пари? Темата животот и пари, па вака, на темата животот и пари ја размислувам дека има една многу тенка линија Добре. измеѓу двете страни. Да. Значи, едноставно не можеш ти да живееш без да имаш пари, меѓутоа не треба да ти бидат тие најзначајни. Треба знаеш да ги цениш многу други работи освен нив. Зошто Како, луѓето например, денеска во денешното време мислат дека парите се најбитни и дека парите прават среќа во животот? Мислат дека само парите го прават статусот, да, точно дека статус на еден човек, поготово конкретно маж, затоа што мажот нели е повеќе кон тие ствари. И лично и на мене во мојот памет е тоа дека да, за да имаш еден статус, треба да имаш пари, треба да имаш асец, што викам јас, место од кај што ти течат. Меѓутоа, ретко кој размислува дека треба да имаш и жена која вистинските сака, а јас тоа го имам. Треба да имаш здравје, треба да имаш многу други работи кои што се исто така дел од успехот, не се само пари. Точно, за да имаме пари треба да бидеме успешни прво на многу други полиња, Апсолутно. како би имале ние пари. А во ова денешна наша рубрика, наречена Живот или пари, во овој наш мал мини подкаст, ви имаме подготвено прашања, секој засебно си ги напиша, Давид свој 5 прашања, јас свој 5 прашања, кои ќе ви ги читаме и еден на друг ќе си даваме одговори, а вие задолжително оставете коментар под видеото и кажете ни што мислите на оваа тема и кој е клучот за денеска младите да добијат една перцепција во својата глава и своите мисли дека парите не се најбитни на цел свет и дека парите не можат да го направат човекот среќен. Да, вистина е дека парите се неизбежно нешто кое мора да го поседуваме секој ден, за да можеме да одиме во продавница, така, да си купиме, да платиме комунали, за све што ни треба, но не се најбитни. Првенствено ќе се земам самата себе јас за пример. Јас имам околу себе све, благодарам на Господ, имам човек кој ме сака и кој го сакам, имам фамилија која се грижи за мене, но Господ ме успори во едно поле наречено здравје. Сега, што ќе ми се мене милиони на мојата сметка, кога јас со моето здравје не сум доволно способна тие милиони да ги користам на начин како што би требало да се искористат. Или доаѓаме до онаа точка кога човек кој не видел доволно лошо во животот и најнаш се стекнува со премногу пари, се гаси од реалноста, според мене. Откако ве воведовме во темата за која денес јас и Давид ќе разговараме, наред се нашите прашања кои ќе си ги поставуваме еден на друг и ќе даваме одговори. Патем, се извинувам за звуците од позадино, тоа е само Гонзо. Значи, тоа е само Гонзо и ни го руши мирот и редот. Наскоро ќе добијам камера и бубица, каде што ќе биде све полесно, ќе биде почисто и слика и звук, ќе се гледам јас појасно, ќе се слушам појасно и ваквите звуци од позадина ќе ги нема. Па да почнеме. Ајде. Инаку пред да започнеме, сега ми дојде една идеја, доколку оваа содржина ви интересира или пак нели конкретно видео, пишете за да има парт 2. Да, може за парт 2. Иначе гледаме малку повеќе во очи. Ајде. Почни прв ти. Јас. Ајде. Да ме ти имаат предност. Благодарам. Животот или парите? И зошто? Животот секако, затоа што едноставно џабе да ги имам парите ако го немам животот. Вака, животот е долг период пред нас, односно не е краток, меѓутоа е доволно долг за да успееме да ги створиме тие пари во кои што можеме да уживаме и живееме. Само треба да сме поодговорни, подисциплинирани и секој ден на свое место. Ајде сега ти. Дали парите менуваат личноста или само откриваат својата вистинска природа? Дали парите ја менуваат личноста
или само откриваат својата вистинска природа. Значи дали те менуваат или ти истакнуваат кој си кога ги имаш. Така јас го Па разбирам. постојат искрено два одговора на ова прашање. Двосмислено. Двосмислено, да. Првото е дека ги менуваат луѓе кои се надам никој нема да се навреди, ама луѓе кои не се доволно изживеани во времето и просторот, кога ќе добијат голема сума на пари, тие едноставно се променуваат, се превртуваат, стануваат други луѓе со самото тоа што имаат скапа кола, имаат луксузен стан, луксузна куќа, може да јадат и да пијат што сакаат, да не прашуваат кога ќе влезат во било која продавница за цена, што е и како е. Тука доаѓа до израз тоа нивното што никогаш не го имале, најнаш го добиле и сега сите Не останате знаат ги како да му реагираат на да, тоа. сите останате ги газат и ги подценуваат. Додека пак оние кои ќе се покажат првенствено сега јас кога би имала пари, би имала околу мене не стан во кој сме, во студио. Јас би ги уложила своите пари во студио, да имам каде да Инвестиција, снимам, паметна точно, работа. да имам каде да снимам, да имам како да се покажувам со своето знаење што го имам, поточно парите што ги имам да ги уложувам во своето знаење и својата иднина. Тоа е одговорот на моето прашање. И го одговор. Вика вака. Што представува за тебе финансиска слобода? Супер. С финансиска слобода, па вака, за мене финансиска слобода представува, значи, баш тоа пред малце што го зборевме, ама не во негативна смисла, значи, Добро. буквално да не си првенствено обврзан со работа од 9 до 5. Добро. Второ, да можеш, кога ќе влезеш баш таа во продавница, примерно сега влагам патики да си купам, не да гледам, овие се 9, овие се 7.000, овие биле 15, леле, ако ги давам 15, ке немам за ова, него влагам, бум, едноставно ми се свиѓа тоа и тоа го зимам. Исто така, кога сакаш можеш да шеташ, можеш да правиш добри работи со парите, Да. како што се хуманитарни настани, Да, многу помош добро, во браво. црквите. Браво. Браво. Секако тоа не треба да го изоставиме. Точно така. Така ја разбирам на еден начин финансиската слобода, јас. Ти си. Ајде. Вака, што вреди повеќе, време или пари? Времето. Дефинитивно времето. Дефинитивно времето, бидејќи времето со пари не се купува, а се останато можеш да купиш со пари. Мислам, не се купува ниту здравието, но во одредени моменти дури здравието можеме да го купиме со пари, кога Да. би дале поголема цифра за некоја операција, лечење и такво слично нешто, тука и луѓе имаат парите, но кога станува збор за времето, времето е единствена мерка која не се купува апсолутно со пари. Парите потрошени, пример ќе земам, чист пример ќе земам. Имаш многу пари, идеш во казино. Да. Идеш во казино и седиш тука, некои си добри 4-5 сата, 6, има луѓе што седат и во многу сати таму, и ти само трошиш пари и коцкаш, парите утре ти ги вратиш. Ама времето од 6 сата денес овде нема да го вратиш. Точно. Еве, инаку, ако сакате да снимам и на таа содржина, јас порано сум имал проблеми со коцкањето и не ми е срам да признам, затоа што сите грешиме и можам да, доколку некој од вас има проблеми со тоа, можам со многу совети да му помогнам, така што Како, например, да направиме зависност, Да, видео. тема на зависност. зависност, небитно каква зависност. Дил, срце мој. Нема проблем. Нема проблем, само останува уште И ќе луѓето. помогнеме на луѓето. Да, а мене секогаш ти слушнат. сам знаеш дека мојот потенцијал за да снимаме првенствено за да помагам. Ама тоа е поентата уствари во животот, да помагаш да ти биде Да, све убаво. ти гледаш дека ние секој ден заедно кога сме јас, небитно каде сме и што сме, јас помагам на секој можен начин. Пример Розова. Розова, реална цена, не би ни 20 денара. Да. Девојчето во кафишот каже дека е 50 денара, јас се дадов 100, се земав една роза и реков задржи си ги 50 денара и наплата си ја, останата дека Ама слушате што се дешава, ја ќе се најдам, зборам на телефон. Така зборев на телефон во Да. моментот, да. И само девојчето што ги продаваше ружите, проаѓа, ја не ни видов. Она во тој момент ја викна и плати, девојчето си отиде, не ми кажа купи ми, реално не иде сама да се купи. Ето ти знаеш дека јас за ништо не барам и дека ништо не барам да ми Ама се мене купи. ми е мерак, ти не баре. Па то ти не ја биде. И вечерта и реков, еве, вака како што си стои сега на маса, еве, јас ке ти ја дадам, ако не се... Благодарам. Продолжуваме па натаму. Ајде. Кој е наред? Ти си срце наред.
Јас нели те прашав за времето и Добре. парите. Инаку, да додадам нешто за времето и парите. Времето е многу побитно затоа што тоа е клучот за парите. Колку ти вложиш во себе и колку се трудиш, тоа е све време. Додека го правиш тоа за да доеш до нив. Точно. Вика, дали човекот живее во заблуда дека парите се најважни? Да, да. Лично и јас таков став сум имал. Да. Некогаш и Да. не кријам за тоа воопште. Значи, дека ти све кога имаш пари можеш. Не, парите едноставно те ујачуваат во тоа што си. Да, те истакнуваат повеќе, затоа што си поприметлив, поавторитетен и се тоа не можам да речам не. Зашто денешницата Ете, за жалост, за жалост е таква, да. Меѓутоа, далеку од тоа. Далеку од тоа. Благодарам. Ништа. Следен. Ајде. Што ми подарок? Па ја ви викам нешто што продаваш Дали успехот без мир во душата може да се нарече вистински успех? Дали успехот без мир во душата? Не. Да. Тука ти не си постигнал ништо, само си се нарушил си го нарушил со целиот мир. Например, тоа може да кажем на што ме асоцира? Нормално. На криминалец. Да. На криминалец ме асоцира кој има доволно, има све околу себе, а навечер кога ќе легне не спие мирно. Исто и мене ме асоцира нешто. Вика, дали човекот го губи својот карактер кога ќе се стекне со многу пари и зошто? Зависи кој. Тој човек што немал ништо и створил, не Тоа би пред рекол малку што дека го разговарахме Да. буквално. не би рекол дека баш туку така ќе го изгуби својот карактер, затоа што првенствено ќе ги цени тие пари и сеќавањата ќе му останат кој бил. Кога сам ќе ги стекне, а кога ќе му ги дадат, Ама кога ќе му ги дадат, едноставно не прошол ни тој пат, ни тие скали за да стигне до нив, него одскокнал од тука до тука директ. и така не може да така знае. не може да знае вистинската вредност, односно вредност. Немаат тие вредност, тие се само хартија и некој ги принта од големците, меѓутоа, ете, таков е системот. За жал. Да. Меѓутоа, тој што го добил тоа на готово, не би научил никогаш. Односно би научил кога, еве, прост пример давам, би умрел татко му е богат и му дал многу. Троши тој све што има, се дрогира, коцка, небитно. Најчесто така се случува, некои има што си и паметни поединци, реално, ама ретко у таквите случаи. Да, посебно денеска на денешница во светот и веков. И он, кога ќе остане без ништо, има тука две опции. Или да остане без ништо, или самите сеќавања кој бил да го натераат да биде повторно тој и да помине низ тој пат па да научи што е таа цена на успех. Благодариме. Ништо. Следноста. Ајде. Колку пари ти се потребни за да се чувствуваш слободна, а не заробена во нив? Као месечно? Месечно, како ти е најлесно да го одговориш, така? Искрено, Ето, ова би го по прилик, сватила да. нешто колку пари ми се доволно да живеам. Да. Да не се осекаш заробена, ти тек 2000 евра. 2000 евра, дефинитивно 2000 евра месечно да ги имам, да ми биле сосема доволни со тоа што без око да ти трепне 500 ги даваш за комунали, интернет, сметка за телефон и што има друго, не знам, ама знам дека само за комунали и она основните работи, трошоците ти се 500 евра. Сметки. Како ништо, да. Уште 500 евра ти остануваат комотно, да ги 500 па и Штекнеш. 600, не, 500 па и 600 за храна, што ќе штекам, јас Да, 2000 евра, ќе видиш. што ја штекам. Не можеш да се стигне. И со останатите 1000 до 900, 1000 евра до 900 евра кои би ми останале за цел месец, ти се ми само за да живееш, злато, да си купиш цигари, да искочиш на кафе, да се видиш со пријателите, ти избегал бусот да фатиш такси, не ти е добро, немаш кола, мораш такси, ако имаш кола да ставиш гориво Да. и нема поента во тоа да живееме со 500 евра месечно кога трошоците се минимум 1000 Минимум 1000, реално. Точно така. Сите 5 ми ги постави? Не, има уште еден. Па значи дека добро. Сега вака, кој е побогат? Алчниот или благодарниот? И зошто? Интересно прашање, ама реалноста е благодарниот. Зашто? Затоа што
благодарниот секогаш Бог гледа значи одгоре што се случува. И кога тогаш ќе го награди. А тој што е алчен, може би има, ама самата алчност ќе му го пресече тоа. Сакајќи да направи повеќе и не благодарејќи на тоа што го има. Браво! Ајде сега кажи ми. Ајде уште последното прашање за денес. Ако утре изгубиш се што имаш, што би останало што парите никогаш не можат да го купат? Фамилијата и ти. Дај, срце мој. Реално, да изгубиш се, кола, стан, имот, фабрика, фирма, пак остануваш на тоа што си го имал секогаш и од почетокот. Фамилијата. Стопатникот е плюс. Значи, стопатникот е плюс кој си го пронашол со текот на животот. Ама фамилијата е она клучот за успех. Значи, ти, добро, сега не секој има фамилија и тоа да се разбераме. Не секој има поддршка од дома и не секој е прифатен каков што е од дома. Ама оние луѓе кои се прифатени имаат поддршка од своите, тие луѓе никогаш нема да бидат сиромашни, според мене. Значи, апсолутно никогаш нема да бидат сиромашни. Посебно, ако се случило жена или маж кои веќе имаат своје семејство. Пример, јас имам сопруг и дете, ти имаш жена и дете, и еден од нас пропаѓа. Тој ќе биде тажен, ама стално ќе има кој да го подкрене, кој да го поддигне. Ти мене, јас тебе, и цело време се тоа оди во круг. Да, поддршката. Поддршката, значи, за да бидеме успешни, најбитна е поддршката. Не е битно од кого доаѓа. Битно е да доаѓа. Да доаѓа и да доаѓа од вистински човек. Така. Од човек кој навистина те цени, почитува и сака, се грижи за тебе и верува во тебе. Ако човек не верува во тебе, безусловно е. Значи, буквално да збориме до утре на темава е безлишно секој еден збор доколку човекот сам себе првенствено во себе не верува. Мислиш тој што му треба поддршка? Да. Да. Мора првенствено да верува во себе за да почне да верува и другите во него. Права сум? Права си 100%. И луѓенца, што се однесува до овој наш мал подкаст за вечерва, тоа би било тоа. Сакаш да ми го кренеш ли? Што се однесува до ова видео, тоа би било тоа. Заради тоа што сме ограничени со време, моравме и кратко да снимаме. Доколку ви се допаѓа оваков контент, оваква содржина и начин на снимање, оставете еден коментар со ознака Part 2 и јас и Давид би снимале Part 2 на истава тема, доколку сакате ќе снимам Part 2 на некоја друга тема, но кога веќе ставаме во Part 2, тоа мора да продолжи како Part 1. Или да направиме едно друго ограничување. Значи, доколку ова видео ви сакате да има Part 2, колку лајкови да има? Леле, многу е тоа. 100. Па мене 200 ме сум се... Па 1000 прегледи има, 100 лајкови ли е тешко да има? Реално, што е тоа скапо да стиснеш лајк? Ајде да, ако има 100 лајка ќе правиме Part 2. Да. Ама и ако им се свиѓа, ако остават коментар, па ќе правиме Part 2. Договорено? Да, договорено. Во секој време. Имајте убава и пријатна вечер и се гледаме утре во ново видео. Чао! Чао!